Земјоделските стопанства запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кои што имаат повеќегодишни лозови и овошни насади или сакаат да подигаат нови повеќегодишни насади со ароматични растенија и медоносна флора на нови површини, може да аплицираат на јавниот оглас за враќање на финансиските средства од програмата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој. Информираше раководителот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството Валентин Захариев. Во тек е јавниот повик 01/2019 од програмата за финансиска подршка во руралниот развој, што како главна поента на овој оглас е подигање на нови повеќегодишни лозови и овошни насади, вклучувајќи и ароматични растенија и медоносна флора. Исто така, во овој оглас, како втора точка, е опфатена и набавката на добиток од увоз или од признати организации согласно Законот за сточарство од Република Македонија, во кој што припаѓаат набавка на педигрирани високостелни јуници, набавка на педигрирани машки и женски приплодни грла, овци и кози. Значи, секој оној кој што има подигнато насад или набавено од овие споменати грла, добиток, од 1 септември до 31 декември 2018 година, може да поднесе барање за враќање на средствата кои што ги има вложено по овие мерки. За оваа мерка финансиската подршка се исплаќа по принцип на кофинансирање на завршени и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од 50% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци за инвестиции. Барањата се поднесуваат електронски по извршена регистрација и еден барател може да поднесе само едно барање за една мерка или најмногу две барања за користење на подршка по различни мерки, информираат од агенцијата во Кочани.